Да се организира јубилејна изложба и одбележување на 110 години од раѓањето на уметницата Лена Стефанова е навистина голем предизвик. Доколку имаме предвид дека јубилејните изложби се секогаш повод за констатација како нечие творештво на посебен и специфичен начин ја обележало својата епоха, вели Татјана Бундалевска, кустос на изложбата. Лена Стефанова има голема улога во културата на уметноста како прва дама уметница во современата македонска ликовна уметност. При организацијата на изложбата, поточно при селекцијата на делата, најголемо внимание обрнавме изложбата да содржи што поголем број на се уште неприкажани дела на Лена Стефанова, и во тоа успеавме. Преземемни се околу 40 на дела од повеќе национални установи, како и приватни галерии и поголем дел од приватната колекција на внуката на Лена Стефанова, тоа е Елена Стефанова. Лена Стефанова е исклучително значаен автор како прва жена сликар во македонската современа ликовна уметност. Родена е 1913 година во Скопје, се школува во престижно француско училиште. За време на школувањето го посетува ателието на Олга Бенстон, каде што се стекнува со првите сликарски искуства, и овој период ќе остане траен белег во незиното трајно определување за сликарството. Исто така да напоменеме дека Елена Стефанова е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од самото негово формирање, тоа е 1945 година, и учествува на сите позначени групни изложби заедно со основоположниците на современата македонска ликовна уметност, како што се Мартиновски, Личиновски, Белогаски, Вангел Коџаман, Димо Тодоровски и така натака. Во историјата на современата македонска ликовна уметност Стефанова зазема втемелувачко и изделено место. Таа и припаѓа на генерацијата уметници кои, чувствувајќи и доживувајќи моралната и духовната тензија на своето време, се вклучиле во современиот живот, без двоумење ги прифатиле тековите на современата ликовна уметност, вели Бундалевска. Лена Стефанова перманентно негува 3 дисциплини, тоа е маслото на платно, акварелот и цртежот. Со доминација на акварелот, во која техника ги има остварено своите највредни дела. Она што стилски ги поврзува сите нејзини творби, тоа е деликатноста на сликарскиот пристап, љубовта кон природата и топлиот израз. Најчести нејзини мотиви се мртвата природа, пейзажот и човековата фигура, портретот. Цртежот е мек и се стреми кон прецизност, додека колоритот е притивнат, нежен, хармоничен. Се определува за постимпресионистичките искуства, реалниот однос кон природата и во самите своји почетоци става акцент на поетскиот реализам, поетиката на мотивот. Незината вродена дарба, раното определување за сликарството, неверојатната истрајност и трудолюбивост во тоа што го работи, особено љубовта кон природата, свртена кон светот на своето ателје, радоста кон творењето, придонесуваат Лена Стефанова да се оформи како творец и да стане прва македонска сликарка, целосно посветена на сликарството, кое ќе стане главна нејзина животна определба. Исто така да кажеме дека Лена Стефанова е исклучително плоден автор, која твори све до крајот на својот живот. За историчарката на уметноста Викторија Васева Димеска, творештвото на Лена Стефанова е целовито и доследно, без потреси, без нагли амплитуди, без подеми и падови, без резигнираност, без драстично видливи одрази и белези од нејзиниот слоевит и травматичен живот. Достоинствено ги носеше своите мачни спомени, без патетика и наративност, му се посвети на разубавениот свет на сликата, зад кој во длабочините на пейзажите, пределите, мртвите природи и портретите,
Постојано тлееше некоја носталгија и достоинствена тага. Некоја коприна под која тивко се слушаше елегичната мелодија на незината животна приказна. Ќе заклучи Васева Димеска.